во изминатиот период најчесто кај нас се издвојувале средства во најголем дел за изградбата и повеќе се потенцирала самата изградба на нови патишта отколку самото одржување. Дури во еден период кај нас се применуваше исклучиво на стратегија на одржување според литературата од некаде од 50-тите години, таму 60-тите во САД, do nothing, не прави ништо. Што значи дека и тоа е некој тип на стратегија. Го градите патот и го оставате за период од 20 години да, ништо не инвестирате во него, не реинвестирате и тоа ниво на услуга кое што го дава, тоа е тоа. После 20 години следи радикална санација на тој пат. И тоа е првиот тип на стратегија. Меѓутоа, со развојот на науката, современата литература најнапред во САД, Германија и останатите развиени земји, Франција, применуваат современи стратегии каде што велат дека да, после изградбата на патот, веднаш се започнува со само одржување на патот. Ако мислите дали веднаш ќе интервенираат во коловозната конструкција, секако дека не. Меѓутоа, остануваат сите оние работи кои што им пречат и на граѓаните во Македонија, да кажам, удрен знак, еластична заштитна ограда, извиткана, недостасува нешто, канти за ѓубре и така натаму. Значи, самото тоа се тоа влага во различните типови на одржување. Дали е тоа доволно? Секој пат треба повеќе, тоа мора да се потенцира. За волја на вистината, во изминатите, да речам, 5 до 10 години наназад, се превземаат некои покрупни чекори во инвестирање, во санација на она што обично и самите граѓани го велат, возиме по патишта со дупки, така да навистина во изминатите 10 години назад се преземаат чекори во реконструкција и рехабилитација на патни правци кои, верувајте, изградени пред 40 години, освен редовно одржување, крпење на дупки и зимско одржување, не било превземено ништо друго. Веројатно се уште постојат такви патни правци, меѓутоа се прават напори за да дојде до подобрување на таа патна инфраструктура.